За промени и нов почеток им порачаат Социјалдемократскиот сојуз на Велешани на синокешниот митинг кој се одржа во близина на Стариот мост. На големата опозицијска партија на граѓаните им вети нов концепт за развој на земјата во просторниот период кој ќе се разликува од досегашниот. Носителот на листата на пратеници во изборната единица 3, велешанецот Маријанчо Николов, најави токму таков пристап во идниот состав на собранието. Погледнете денеска, почитувани граѓани, само од другата страна на Вардар, овде и овде, колку празни дуќани зјаат затоа што нема кој да работи, затоа што нема кој да купува во тие дуќани. И сега велат, изберете дела. Ајде да избереме промени, ајде да ја смениме ситуацијата во Република Македонија. Со остра критика за актуелната власт и досегашниот премиер Груевски истапи претседателот на Социјалдемократите Зоран Заев, најавен како иден македонски премиер. Тој пред Велешани го повика политичкиот опонент Груевски да одговори на обвинувањето од опозицијата. Не е криминален филм со главна улога Никола Груевски. Ова е нашата реалност. Ова е нашата Македонија. Пред наши очи се случува овој грабеж. И на каси приман кеш, и на 1.500.000 евра примен кеш. И на купени имоти повеќе од 1.600.000 евра за 3 месеци или 1 милион евра за само 2 дена. Ова е недозволиво никаде во светот. Ние не сме Северна Кореја, или Азија, или Јужна Америка. Ние сме во Европа. Ние сме земја кандидат за членство во Европската Унија. Пред Велешани се обрати кандидатот за претседател подржан од СДСМ Стево Пендаровски. Тој пак се осврна на првиот претседателски круг, повикувајќи ги Велешани во недела масовно да излезат на избори и да му ја дадат нему поддршката. Дека резерварот на гласови на страна сите манипулации и уцени од страната на власта. Резерварот на проопозициони гласови е голем и ние тука мораме добро да размислиме, да одработиме во наредниве неколку денови, да ги охрабриме тие луѓе кои се традиционални гласачи на опозицијата, до сега не гласале во изминатиот изборен круг, но сега мораат да излезат и да гласаат. Со таа нашата проценка е со таа бројка гласови од 40 до 50% од нашиот резултат на 13, ние сигурно ќе наближиме на двете листи до 500.000 гласови, а со половина милион гласови од граѓаните ние ќе ги добиеме и двата избора. СДСМ од Велес порача граѓаните без страв да излезат на гласање на 27 април, најавувајќи дека доколку стравото закани биде надминат кај граѓаните, очекуваат двојна победа во недела.